Позитивен е ефектот од воведувањето на финансиската помош од по 500 евра за склучување брак меѓу партнери кај кои барем едниот е на возраст од над 40 години. Мерката што пред 2 години ја воведе општина Кочани, со што им се придружи на неколку други локални самоуправи од државата, беше со цел да се влијае на подобрувањето на наталитетот. Потрошените пари за оваа намена во 2016 година покажуваат дека постои интерес за склучување брак меѓу повозрасни партнери, а за ефектот од воведувањето на паричната поддршка на последната седница на Советот беше упатено и конкретно прашање до првиот човек на општината. Самата мерка во програмата беше поместена со тоа што се алудираше на тоа дека со оваа мерка ќе се зголеми наталитетот во општина Кочани. Па како предлагач на самата мерка, секако имате и обврска да ја следите, јас би барала ваше видување дали со оваа мерка и потрошените 210.000 денари всушност имаме остварена цел по оваа програма. Димитровски рече дека мерката можеби имала влијание во однос на склучувањето бракови меѓу повозрасни лица, но немаше податоци дали се влијаело и врз подигањето на наталитетот. Покажува ефект дека сами забележавте 7 брака се склучени над 40 годишници. Тие ги немавме првата година, имаше само еден брак. Значи, може би влијаело и тоа на тие да се одлучат да исклучат тие бракови. Не можеме немаме информација и не ни е текнало да провериме каква е подобрена ли е демографската структура, односно дали имаме новорооденчиња. Меѓутоа ќе се заинтересираме, бидејќи ги знаеме конкретно сите, ги имаме податоците од сите тие и ви ветувам дека ќе го добиете одговорот. Според Димитровски, можеби е и прерано да се знае дали мерката имала влијание за подобрување на наталитетот, со оглед што лицата кои ја искористиле финансиската поддршка само една година се во брачна заедница. Поради тоа, доколку сега би се направила анализа, веројатно податоците би биле неверодостојни.